Јас имам гостин ова утро кој што ќе не развесели. Зошто го велам ова? Затоа што станува збор за пејач, за музичар. Тоа е нашиот Драган Даце Николовски. Ама Даце Николовски, мислам дека Драган веќе ретко кој те кажува Даце, нели? Добро утро за тебе. Добро утро до гледачите, до вам, ви благодарам на поканата. Добро утро до цела екипа. Драган, ме знаат како Драган, ама многу ретко. Даце. Да. Даце Николовски. Мајка ми и сопругата кога нешто ќе сгрешам, па знаат. Драгане. Така е обично тоа, со цело име се кажува кога некој малку ќе биде подналутен. Како си ова утро? Добро, ја пред малку баш те прашав кога стануваш за утринска, ама ќе биде денот долг и убав ќе биде. Убав ќе биде. Ќе видиш, ќе сакаш пак во овој дел да ни дојдеш да станеш порано. Станувам понекогаш, ама си пораснаа децата, нема толку често потреба се станува да ги носиме во градинки. Се подготвуваат сами веќе. Да, така. Така. Имаш многу убав повод зошто си денеска тука. За тебе секогаш убаво да се разговара, но ете, како што кажав, посебен повод, тоа е твоето првенче или прв албум Тајна љубов, еве го во моите раце. Да. И колку и да не сакам, морам да те прашам, зошто се вика овој албум Тајна љубов? Тајна љубов е првата песна од приказнава, да, од целава приказна, не првата песна на албумот е Утеха нема, Тајна љубов е последна. Утеха нема, Скршени весла, Сенка, Носталгија. Тајна љубов е ствари последната, осмата, добро. Да, па да го ислушаш за да дојдеш до тајната љубов, иначе како мора да има некоја фин. Кога тргна приказнава, Тајна љубов беше првата песна која снимив. И нели така дојде и си тргнав по патот да си го направам првенчето и решив да ја испочитувам првата песна, првиот мој труд, желбата, амбицијата и така остана. Добро, значи, убави се и насловите на другите песни. Ние љубов сме, Мерак живот балкански, Катанче, но Тајна љубов, да, можеби така најмногу личи, како да кажам. Се е тоа добра екипа, се одбрани композитори, автори и текстописци, така да нема откака ни еден од нив. Еве, читам, да, навистина. Томислав Коцевски, Дејан Миленковски, Дарко Илиевски, Ѓорги Калајџиев, Анита Даева Количка тебе се јавува тука како текстописец. Огнен Неделковски исто на Ние љубов сме. Ако некој испуштив ќе кажеш ти, но навистина една добра екипа која што верувам дека многу добро те познава и знае какви песни сакаш ти да отпееш и да донесеш како подарок на твојата публика. Така е, можеби затоа толку време требаше да си го издадам ова првенче, затоа што не дека јас немам доверба, најмногу од нив ме познава Дарко Илиевски, бидејќи сме другари од деца, од средношколските денови, колеги сме на работа, не дека ми требаше многу време да се одлучам тој да ми биде композитор на поголемиот дел од песните, но сепак кога тргаш во таа приказна како пејач и композитор, малку е различно. Друго е кафе кога пиеме и мобетиме за скроз други треми, друго е ова. И веќе почнавме да се познаваме од втората, третата песна натака. И тука се што е направено е токму за мојот гласовен апарат. Така. Кажа дека со можеби подолго време си почекал, да речеме, да го извадиш својот прв албум, затоа што не секогаш е важно да се извади нова песна или албум да се брза, туку да се почувствува вистинското време. Колку време ве се подготвуваше за да стигнете до оној момент дека сега е вистинското време? 2 години, скоро 2 години. Па добро, тоа не е толку многу. Не е многу, да. Јас можеби малку погрешив што го најавував на неколку пати сега, па ќе се случи нешто, па сега, но ете, сепак се случи, ништо не е грешка. Така. Има и доста фестивалски песни, можеби и тоа си ги пролонгира работите. Ќе ми се допадне некоја песна, како ќе правиме сега со песна, како ќе ја презентираме, кај ќе ја промовираме. Еве иде фестивал, ајде оди таму, тоа се предлози кои ги прифаќаш, па никогаш не сум се покајал за фестивалите, тоа секогаш со задоволство го кажувам дека јас сакам да учествувам на фестивали. Така да се надевам дека секој од гледачите кој ќе има прилика да добие, ова е промотивно издание, го нема во продажба, затоа што не потпишав договор со ниедна издавачка куќа, сакав јас да си бидам носител, јас да си го подкрепам, да си го носам на својот грб. Одлично. Комплетно мој производ. Така да сите заинтересирани, еве во текот на вчерашниот
И изминативе неколку дена добив доста пораки од луѓе кои ме следат на социјалните мрежи дека сакаат. Да, бараат кај да купат и им ветувам дека на сите кои ќе ме контактираат во порака на социјалните мрежи, и јас ќе им испратам, или па ако се од некој друг град, кога ќе им пратам секако, ако се од друг град кај што може би ќе гостувам, ќе им пишам и ќе им подарам CD со посвета. Браво, колку убаво од твоја страна. Се гледа дека од мерак, така, првенствено за своја душа, па за душата на твојата публика. Ние музичарите сме родени за мерак, ние сме за кејф родени. Меракот ќе остане и песната која што ќе слушнеме малку подоцна кога ќе завршиме со разговорот. Ја нема на албумот, тоа веројатно ќе биде една од песните кои ќе се најде пак на вториот албум. Така. Кој исто така полека ќе се подготвува. Веќе сум во избор на две песни сега за сега. Така да чекам некои ситници, односно текстови. Ќе биде, се ќе биде. Ќе биде, чека да го изживееме малку првиот албум, нели доживаме во тие песни, па ќе си дојде вториот. На музичките платформи го има веќе 4 месеца. Овој албум, Тајна љубов, а малку во последниве неколку месеци сите имаме проблем кој сакаме да издадеме вакво печатено издание. Немаме доволно компании кои ги работат овие работи. Да, знаете, компакт дисковите веќе се одат во минатото, сега се повеќе модерни грамофонски плочи. Да. И музички платформи. Така е. Новата технологија си го направи своето и така. Да, тебе изминатиот период си работеше на албумот, секако си вработен, си работиш и во танец, но што е со оние настапи навечер, дали сега правиш мала пауза или се уште постојат? Колку времето ти дозволува? Може ни се познава вака од вечерни настапи. Искрен ќе бидам, во последно време малку ги тргнав настрана тие редовни настапи, затоа што кога ќе влезе човек во таа машинерија, малку е тешко да излезе. 2 настапи преку викенд, дали е најчесто е петок, сабота, тоа си зима свој замав. Да. Сеја во еден, втор, трет не можеш да одбиеш понекогаш, тоа си зима замав и нема крај. За да можам да се посветам на албумот, да можам да се посветам да ги довршам студиите. Значи на повеќе полиња си ангажиран да си го завршам факултетот, сега. Да, деца ми растат, си трчаме и по нив да си ги усмериш како треба, така да тоа малку тргнав на страна, не дека јас не пеам, имам приватни прослави, се повеќе тие помали прославички, да речем, дали се родендени, дали се некои специализации и така натаму. Тие се многу интересни. Интересно е. Значи има, но во овој период малце пофокусиран, како што кажа, на CD-то. Ги спомена децата, дали некој ќе го наследи тата? Сега за сега двајцата одат во Нижо музичко училиште Илија Николовски Луј. Така. Големиот сега е полуматурант, свири на фагот. Браво. Малиот е 6-то оделение, свири виолина. Деца како деца ги дрма пубертетот помалку, знаат да бидат мрзеливи, ама мама и тато се тука, па ќе... Добро, но убави инструменти одбрале. Посебно и фагот е малку покарактеристично, нели, поспецифично, ќе кажам, не толку луѓе се одлучуваат баш за тој инструмент. Да, многу интересно и на моје големо изненадување, големиот свиреше гитара неколку години, му одеше многу добро, учествуваше и по надпревари, има државно првенство освоено. Браво. И одеднаш сменивме некоја приказна, се сомневав, бев голем скептик дека ќе го прифати, му оди одлично. Супер. Допрва ќе слушаме и за нив, како ќе доаѓаат. Нека се живи и здрави сите деца. Така да поимајте. Пред малку имавме еден многу интересен прилог поврзан со македонски народни песни и ора и колку е важно да се зачува традицијата. Ти си еден од оние кои што го прави тоа. Дефинитивно, преку работата. Ете едно твое гледање на нештата. Каква е младата популација околу тоа? Дали се грижи да ја зачува македонската традиција, да ги игра македонските ора? Затоа што, за жал, немаме толку културно-уметнички друштва како што имало можеби пред 20-30 години, или бројот се намалува, но има тие што се тука работат со полна пареја, но ете, младите. Го следев прилогот, го слушав додека возев навака. Така? Да, се работи за
за ансамблот Скопје, го поздравувам Така. Слободан. Јас имам настапувано за ансамблот Скопје за нивна 9 годишнина, 10 годишнина, 11 Браво. годишнина како пејач. Јас бев млад, им благодарам на афирмацијата. Многу ми значело во тие моменти да се појавам негде, да ме викне некој. Да. И затоа и го оставив прилогот да се тече во кола. А традицијата не е само да ги играме ората и да ги пееме песните. Тие стари песни од дедовците наши, од прадедовците, тоа не го слуша никој. Тоа не го слуша никој. Има љубители на таквиот мелос. Најчесто на нашите концерти доаѓаат таа возрастна некоја публика која сака да се потсети на тие песни, или пак децата од музичкото школа кои изучуваат насока за фолклорна игра и песна, традиционалната насока. Младиве генерации не ги знаат тие песни. За жал, морам да бидам искрен, имаме соседи од околните држави кои можеби повеќе не ги знаат, него ли самите ние. Но за моje изненадување, на настапите се почесто во последно време знаат да се побараат македонски песни, најчесто фестивалски. Тоа се некои песни од пред 25 години. Не е така лошо за да ја одржуваме. Така. А традиција како традиција, кога веќе ги спомна ората, мислам дека децата денеска и наставниците на физичко, кога ги учат пајдушко да играат, па и тоа ги мрзи да направат, не па да го да станат на свадба да играат. Можам да замислам какви им се полуматуриве денеска. Па сигурно не се како од наше време да променете се. А би сакал да се поубави. Традицијата и лепчето кое се меси и ченкарната пита пред некој ден спомнав седејќи со друштво на маса. Тоа е традицијата. Ние ги губиме тие вредности. Прво не зборуваме како што треба. Така да и тоа е дел од таа култура и традиција, но еве да не навлагам се у негативни теми. Но ако убаво да се спомене, да се даде еден апел дека треба да се навратиме малку на корените, да се ја зачуваме традицијата, затоа што навистина она што ние тука во Македонија го имаме вреди. Даце, јас уште еднаш сакам да ти честитам. Ти благодарам. За овој албум знам дека ќе има и втор наскоро, бидејќи се подготвува. Ќе те чекаме повторно во нашето студио. Сега ми растат крилјата, ќе има се, аз сум во полет. Така е. Како што каже една од песните, Меракот ќе остане, ќе биде на тој втор албум. Ќе биде, да. Ќе ја слушнеме сега, да уживаме заедно со гледачите. Ти посакувам убав ден и ти благодарам што дојде. Благодарам за просторот.